Сосема заслужено, Шпанија е новиот светски шампион. Ама искрено, полошо финале до сега немам гледано. Аргентина првиот шут го имаше во 120 минута. Што повеќе муаве да се прави за тоа? Шпанија доминираше, Аргентина се бранеше. Ама не можеш против Шпанија да се браниш 120 минути. Дури и судиите да бидат на твоја страна. Надпреварот за третото место, Франција и Англија беше како финале пред финалето. Кој ќе падна 10 гола на еден надпревар, тоа е тоа. Само да ве потсетам, пред финалето во на видео што го снимавме за очекувањето, односно за фаворитите, погодивме дека Шпанија ќе биде новиот светски шампион. А и генерално поминавме добро на светското првенство. Што научивме од шампионатот? 104 надпревари, повеќе од 1 месец снимање. Секој ден нови видеа, анализи, предлог типови. Имавме одлични серии, имавме периоди кога не фаќавме ништо. Никогаш нема 100% сигурен тип. Реално ова беше поинакво светско првенство. 48 репрезентации, многу повеќе изненадувања. Некои фаворити разочараа, некои пак заслужија дури пласман во големото финале. Но најмногу ме радува тоа што растевме секој ден. Илјадници прегледи на видеата, критики, пофалби, коментари, топ. Тоа е усвари причината поради кој што ги снимаме овие видеа. Светското заврши, ама ние не застануваме. Продолжуваме со дневни анализи за најдобрите европски фудбалски лиги, за Лигата на шампионите, за Лигата на Европа и така натаму. Со уште повеќе нови формати. А денеска имаме бонус 3 предлог типови. За сите што не поминаат добро на светското првенство. Оргри Ѓургарден двојка, Судова Хагалман, Кец и Хефне Фјодор Брейдаблик двојка. И со ова го комплетираме денешното видео. Ако ви се бендисавме, ставите subscribe на YouTube каналот Кладење.мк. Дечки, се гледаме веќе утре со ново видео. Ајде, чао!